Добар ден, криптоентузијасти. Денес ќе имаме едно многу интересно видео, односно ќе разговараме за една интересна теорија, не би рекол на економист, ова е бизнисмен, би рекол, од помал калибар, Џорџ Трич, кој што ова го направил во далечната 1875 година, верувале или не, и до ден денеска се покажува како една од поинтересните теории кои што навистина има, па би рекол, солидни резултати во поново време. Ова е идеја каде што самиот направил така наречен модел или економски календар на циклуси за тоа кога е добро да се направат пари. Сега нормално не забравяйте дека он не можел да предвиди што ќе се случува во иднина во однос на она што го знаеме како макроекономски појави, Black Swan настани, војни, глобални нестабилности и така натаму и пандемии, така да дури е би рекол импресивно она што моментално го гледаме како резултат од ова како истражување кое што истиот го направил и го состал овој календар, пак ќе кажам уште во далечната 1875 година. И така речено 1,5 век подоцна можеме да видиме доста добри резултати. Ова видео на нашиот канал може да го најдете во плейлистата за напреден курс за техничка и фундаментална анализа на пазарите, каде што ќе биде 141-то видео. До сега е направено вкупно 141 видео заедно со ова, кои што се наменети за ваша едукација, каде што може да најдете се од техничка анализа до фундаментална анализа преку криптопазари, економски појави, глобална геополитика и така натаму, со цел да знаете се што ви е потребно да бидете еден модерен инвеститор. Тоа е главната идеја на нашиот канал. Се надевам дека уживате и пак ќе напоменам целата листа на сите досегашни едукативни видеа може да ја најдете токму овде на нашиот канал. Со тоа што вака изгледа оригиналната верзија, како што можеме да видиме, истата е направена во 1875 година и подосна објавена, како што може да видите, 83 до така речено 97 до крајот на во оваа ситуација 18 век. Со тоа што интересно е тоа што навистина циклусите се доста добро образложени. Сега реално математиката која што стои позади ова јас искрено не можев да најдам. Барав низ објаснувањата, не успеав да најдам, но нели сам на некој начин направив истражување, истото го подкрепив со наши анализи. Нормално овде како искористивме чартот на Dow Jones, каде што ги ставивме сите негови датуми, поставени со сите мои знаења за економските пазари, за да видиме дали истиот има логика. Значи, знаете, како доколку нешто не ви е вас лично потврдено, тогаш нема поента да разговараме за него. Со тоа што овдека дури најавме интересна статистика од 2023 година, која што ќе ни помогне да го разбереме подобро. Ова е малку подобра верзија од истиот овој, би рекол, календар, кој што е овдека направен, со тоа што овдека можеме малку подобро да ги забележиме датумите, значи, нели, да не се мачиме сега на првичната верзија, и нормално овие макро циклуси. Односно, идејата на Џорџ Трич била дека генерално имаме три последователни типови на години, кои што од едната до другата, така речено, изведуваат еден тип на економски циклус. Каде што имаме три типови на години, сега повторно, он го смета ова како крај на одреден циклус и почеток на следен. Во кој што годините кои што се години на масивна паника и големи падови на пазарите, значи практично до овие години завршуваат позитивни пазари и од овие години најчесто почнуваат негативни, односно bull и bear market. Се, каде што најчесто имаме почеток на овие циклуси, кои што универзално во сите овие циклуси важи за години кога се доста ниски цените, најчесто тоа се краевите на bear маркетите, и почеток на нови bull циклуси, и Б, кои што представуваат години во кои што имаме најдобри резултати или години до кои што имаме најдобри резултати. Овие дополнителни бројки што ги гледате овдека представуваат што? Представуваат години помеѓу двете, мислам преку овие масивна паника евенти, каде што гледаме дека од 27 до 45, 18 години, 45 до 65, 20 години, чисто да ви стане јасен овој чарт, да разберете зошто е се овие бројки овде. Истото важи и за овие циклуси, гледате, че ова се 8, 9, 10 до прилика години. Верувам дека и така се правени, според тоа што можам да видам дека има некој момент на повторување, 18, 20, 16, 18, 20, 16, 18, 20 и така натаму. Така да верувам дека на тој начин ги правел овие анализи, иако не можам да го потврдам тоа, истото го гледаме и овде, 7, 11, 9, 7, 11, 9, така. Значи тоа се
годините помеѓу првиот и вториот почеток на овој така речено масивен циклус. Со тоа што гледаме дека имаме микроциклуси кои што траат од фазата С, односно годините С до годините Б, каде што најчесто се покажуваат и краевите на овие економски циклуси, и макроциклуси кои што почнуваат од фазата С, а завршуваат на фазата А. Истите се многу подолги, како што може видите, истите се некогаш и по, иако се 3 години, гледаме дека генерално се, пак ќе кажам, значи оние макроциклуси кои што ги гледаме, каде што имаме многу подолги периоди помеѓу нив, помеѓу оние масовни настани на паника. Сега, секогаш според тоа што успеав да го заклучам, настани се бисни годините, како што ги гледаме овдека, во С, кои што најчесто представуваат и што? Крајот на bear market и почеток на bull market, без разлика дали е до Б или до А фазата. Со тоа што, значи сето ова нормално ќе го представиме на чарт, ќе видиме како изгледа. Една работа која што мораме да напоменеме пред да продолжиме понатаму, што ова ќе го вратам сега на 12 месеци, за да ни биде малку појасно. Погледнете. Ние имаме ситуација во која што јас ги ставив сите овие години, кои што овдека се представени, со тоа што сите кои што се Б фаза се зелена боја, односно тоа се најдобрите години, С фаза каде што се купува се жолта боја, а А фаза се црвена боја, односно тоа се оние макро, би рекол, паника евенти, така настани. Со тоа што до сега сите овие години на масивна паника успеав да ги на некој начин споредам со некои случаи кои што ни се веќе познати, како што е првата година, тоа е 1927, иако не е 27 до 29 веќе ние сме имале врв на пазарот и практично сме добиле еден масивен bear market, а тоа е Black Tuesday, тоа е првиот најголем пад на берзите во Америка. Што значи дека можеби не точно, но прилика го определи врвот на овој макроциклус, каде што почнал bear настан. Така. Со тоа што гледаме дека жолтата боја, која што во оваа ситуација ни е 1931 година, ни овозможува што? Купување најниско на дното и почеток на нов циклус. Како што веќе кажавме, тоа се години на ниски цени и одлично време за купување. Така. Следниот масивен евент е 1945 година, иако повторно не заборавајте, 45 само по себе е уствари, се извинувам, 1945 овдека, само да најдам, е овдека. Значи, 45-46 представува крајот на Втората светска војна и како што гледаме, после тоа имаме што? После 45-та имаме неколку години на стагнација. Еве ги овдека, значи уште еден макроциклус во кој што гледаме дека bear маркетот да започне точно кога истиот го определил како година на паника. 1965 година, верували или не, исто така точно. Врвот на моменталниот циклус и почеток на период на паника, кој што гледаме дека траел добри па скоро 10 години, 9 години, сме имале стагнација и пад на пазарите пред да го утврдиме следното дно и почеток на следниот циклус. Гледаме дека најчесто дното е доста добро определено во овие мини циклуси од жолтата, а зелената е време кога би требало да продадеме во најдобрите услови, пак сега не е точно секогаш, но гледаме дека оприлика добро ги извлекол, да речем, овие моменти. Следната година која што треба да запазиме е 65-та година, само да видиме, да, тоа беше оваа 65-та, само да видим која е следна, 81-та. 81-та година, како што гледаме, сега овдека имаме почеток на масовен бул циклус, но 81-та само по себе е уствари, ако се сеќавате, времето на голема инфлација, иако пак ќе кажам не е поврзана директно со одредена, би рекол одреден bear настан, конкретно Black Swan. 1982 година почнува bear market кој што трае неколку години, само да видиме 82-та, значи, тоест, само секунда, баш во оваа ситуација не е така, тоа е едно од оние кои што не се точни. Гледаме дека тоа е само една година bear market и потоа продолжува кон bull market, само не сум го сменил ова, ми беше ископирано претходното. 1999 година, тоа е азиската финансиска криза и dot-com bubble, овдека исто така добро погодено, само секунда да ви го покажам ова. Значи, 99-та година, погледнете, имаме неколку години bear market кои што се, како што веќе кажав, предизвикани од падот на економиите на некои од најголемите економии во Азија, нивната вредност, нормално валути и така натаму. И како што можеме да видиме, жолтата практично е веќе негде почетокот на следниот bull market. И следната година, тоа е 2020 година, 2019, која што јасно е
така речено видлива овдека 2019-2020 година, што представува што? Представува COVID кризата. Значи дека до овие моменти он навистина добро ги определил со исклучок на еден, тоа е 80-тите години, значи добро ги определил овие макро врвови кои што најчесто се представени со криза, иако можеби не точно во истата година, најчесто имаме или некаков тип на би рекол криза генерално, или пак станува збор за, иако гледате овдека баш 2019 година, интересно е тоа што ние имавме голема корекција која што моментално на овој 12 месечен чарт дури не е ни видлива. Зошто? Затоа што истата беше премногу мала. Ако овдека го намалиме ова моментално на 3 месеци, ќе видиме дека во тој период имавме многу солиден пат, пред конечно пазарите да почнат да се движат повторно нагоре, со тоа што гледате дури уште еднаш после тоа се повтори тој пат во истата таа година. Тоа е оној иницијален и ова е вториот голем пат кој што беше точно на самата пандемија. Односно сакам да кажам дека ова беше иницијалниот пат во 2018 година, знаете и сами, тоа е уствари bear маркетот кој што беше и за да речем пазарите, како што гледаме S&P 500 и за крипто како што е во ситуацијата на биткоин. Овдека се ставени зелената боја S&P 500, портокаловата боја биткоин. Значи на тој начин морав да го ставам ова на Dow Jones, кој што е еден од најстариите индекси, индустријалниот индекс на Америка, за разлика од тоа гледаме дека ќе имаме многу помалку потатоци доколку треба да го гледаме ова на што? На биткоин и на S&P 500 чартот, но гледаме дека истите се оприлика исто така и овде видливи. Сега, како што веќе кажавме, пред да продолжиме да го гледаме ова на самиот чарт, значи овде ќе имаме една многу интересна статистика која што до 2023 година направила јасна распредела за тоа да се види дали оваа стратегија е добра, односно. Како што веќе кажавме, идејата на самиот чарт е секогаш да се купува во годините на С, а да се продава во годините на Б или потенцијално А, во однос со тоа нели како изгледа самиот циклус. Тоа што гледаме дека 24-та вие би требало да купите, а да продадете 26-та или 27-та година. 42-та би требало да купите, да продадете 45-та година. И овде ќе имаме уште еден макроциклус во меѓувреме. Значи, оприлика така изгледа ситуацијата. Имате моменти каде што најчесто пазарите треба да бидат на најниска можна вредност после овие периоди на bear market, кои што подоцна траат по 1, 2 до 3 години максимум, каде што би требало да се ослободите од овие акции и го повторувате циклусот постојано. Што значи дека историски најдобро би било да се купува во С, а да се продава во Б или А. Со тоа што овдека во однос на индексите, значи S&P 500 го земале како пример, значи затоа што немаме целосен чарт, иако јас го имам Dow Jones, нема некоја голема разлика, но идејата е следната. Они направиле буквално овие години кои што се представени да се види дали оваа стратегија ќе биде исплатлива, да се купува во С, а да се продава во Б, односно да се купува во годините кога имаме, како речено, hard times, најниски цени, и да се продава во годините кои што според овој календар имаме добри години. Така. Ова се резултатите. Значи имало години кога имало и по 75%, по минус 8%, по 44% плюс, но во средна вредност од сето оно што моментално можеме да го видиме е дека вие би биле оприлика 32,12% во средина. Значи ако сте инвестирале преку сите овие периоди и сте користеле само оваа календарска, да речем, представа на пазарите, односно овој инструмент, вие би биле во просек 32,12% во профит, со тоа што имало години кога ќе сте биле со 103% во профит, но имало години каде што ќе сте биле минус 42%. Повторно тоа што го зборувам, значи ова е само генерална представа на пазарите, никој не може точно да предвиди, но е интересен момент кој што треба да го земеме први, чисто онака како идеја која што моментално верували не се вклопува со биткоин циклусот и тоа ќе ви го покажеме. Повторно, истата ситуација, наместо да купувате во С, да продавате во Б, сега купувате во С кога нели цените се ниски, а продавате во А кога имаме години на паника. Каде што имаме, верували или не, уште подобар резултат, односно оприлика би добивале по 61,6% ако сте го следеле овој календар, а при тоа нели сте користеле купување на S&P 500 и сте продавале кога ќе дојде така речено нели ова С во А. Сега, што е ова толку интересно? Ево оприлика како изгледаат трите стратегии. Како што веќе кажавме, стратегијата да купувате во С, да продавате во Б, да купувате во С, да продавате во А и да купувате во С. Сега ова е на некој начин да ги користите двата циклуси на продавање, во превод да така речено продавате и во едниот и во другиот дел, со тоа што гледаме дека најисплатлива во оваа ситуација би била втората, односно да купувате во С, да продавате во години на паника, кои што се малку и подолго
подолги циклуси, но и се многу поретки циклуси, како што видовме, затоа што годините на паника се со многу поголема разлика на години. Погледнете, значи имаме 18 години пред да стигнеме до следниот таков настан, 20 години пред да стигнеме до следниот таков настан. Сега, или исто така интересно, да сте купели и да сте чувале. Значи гледаме дека тоа победува се. Но како и да е, ова е само да ви покажеме дека некојаш ваков тип на представување на циклуси, како што тоа ние го правиме, односно ова е многу блиско до тоа што ние моментално го правиме. А што правиме ние? Утврдување на инвестирањето како стандарден циклус на биткоин според неговиот халвинг. Односно, ги следиме циклусите на халвинг од 48 месеци со цел да утврдиме каде се наоѓаме моментално на пазарот. Само секунда, малку ми избегало. Да, нема врска. И сега, во оваа ситуација, што е толку битно? Битно е да на некој начин видиме дали се вклопува со циклусот на биткоин. Така. Но пред да го направиме тоа, чисто онака да видиме на самиот чарт како тоа изгледа. Че рековме дека најдобро би било да се купува во периодите на жолта боја, така, каде што најчесто представува што? Дно на одредени пазари. Еве како изгледа, со тоа што рековме. Ако продадеме кога е зелената боја, ние би биле 60% во профит, но ако продадеме кога е црвената, би биле, нели, сега и овдека малку подоцна, затоа што знаеме дека не завршува точно на црвената, гледаме дека некогаш има година 2 плюс во однос на крајот на циклусот, би биле многу поеки, така. Значи идејата е дека овие црвена боја се најчесто крајот на макроциклусите, но генерално со исклучок на некои циклуси како овој, каде што ние би биле во минус ако сме купеле на жолтата, а сме продале на зелената боја, нели? Тоа би било спротивно на тоа што го правиме. Но генерално без овие Black Swan настани, затоа што ова е значи големата депресија во Америка, тоа се тие години во 30-тите. Значи наспротивно на сето тоа, погледнете. Ние во најголемиот дел би биле во солиден плюс, погледнете. 64%. Купувате во С, продавате во Б. Купувате во С, продавате во Б. 11, малку повеќе, се извинувам ако го сгрешив, еве каде изгледа. 25%, истата ситуација. Купувате во С и продавате во А, во Б, се извинувам, со 76 или во А, односно масивен евент на паника, тоа е во 65-та, каде што немаме конкретно, но гледаме дека истиот на некој начин почнал еден долгорочен Black Swan настан или стагнација на пазарот. 119%. Така да рековме дека во тие временски периоди, каде што имаме и црвена, така речено, односно А фаза, е најдобро да се држи до крајот, односно до оваа А фаза. Пак ќе кажем, имаме периоди како во оваа ситуација, каде што би биле така речено на исто, така, но генерално гледаме дека во добри 80 до 90% од случаевите ние би биле во профит, така, 24 со 38 до крајот на целиот овој циклус, односно Б и А. Повторно, истата ситуација, погледнете. Значи гледаме дека историски до сега овие циклуси се покажале како доста профитабилни, така. Значи погледнете и сами, во 90% случаевите истите се покажале како профитабилни. Сега, интересна работа која што треба да напоменеме е дека биткоин и S&P 500 се релативно нови, со тоа што нас највеќе не интересира биткоин, S&P 500 ќе ви покаже истите овие податоци. Биткоин, првиот пат кога сме имале така речено нешто интересно кое што можеме да почнеме да го следиме, за жал е во 2012 година. А 2012 година е веќе така речено првиот циклус, односно крајот на првиот циклус до 2012-2013 година. И потоа следува bear market од 2014 година. За жал тоа не ни е представено, тоест се извинувам, не е представено, се извинувам, на портокаловиот. Значи, идејата е дека во овој период ние практично сме постигнале врв на биткоин циклусот и така речено од тука би било паметно да се купува, затоа што 2016 година, каде што овдека е представена како зелена боја, представува што? Почетокот на bull маркетот од 2016-2017 година, што уствари представува и многу добра година за оние кои што инвестирале во биткоин, ако сте го земале во предвид фактот дека треба да купите во 2012 година. И претходно практично имале 1-2 цели бул циклуси во овој период, каде што се представува оваа година како најдобра за почеток за купување, а 2016 и 2019 како најдобра за продавање. Пак, ако сте чекале од 2019, вие ќе сте го поминале, така речено, и овој bear market за жал, но генерално гледаме дека барем жолтите линии се доста добро поставени. 2012 би било одлично време за купување на биткоин, ова е така речено почетокот на првиот bull market и првиот голем скок до 2013 година, каде што сме имале два скока во тој период. Следниот период, верувале или не, јануари 2023 година. Што беше тоа?
тоа беше така речено дното на претходниот bear market. Гледаме дека било одлично време за за купување, каде што гледаме дека следниот датум кој што ни е битен во календарот е 2026 година, кој што се смета за време кога треба да се продава. Значи 2023 година е така речено веднаш после крајот на циклусот, со оглед на фактот дека 2022 година беше цела bear market, 2026 време кога се продаваат, значи кога се купува, кога се продава, ова се поклопува целосно со биткоин чартот, односно да се вратиме овде и да го споредиме тоа во однос на датумите за тоа кога е паметно да се купува, кога е паметно да се продава. Значи ние практично во овој циклус, ако го споредиме, како што веќе кажавме, 2013 година, погледнете каде ќе бил на некој начин вашето купување, ако сте го следеле овој пример на Джордж Трич. 2023 година, јануари, така, вие би купиле одма пред скокот кога цената била само $17,000. Вели дека треба да продадеме од 2026 година. Што е 2026 година? Тоа е 35 месеци од дното, односно тоа е крајот на што? На 3 годишниот, така речено, бул циклус и почеток на едногодишниот bear циклус. Така, што значи? Во оваа ситуација ние имаме јасно на некој начин поклопување помеѓу датумот на купување и датумот на продажба во однос на биткоин циклусот. Погледнете го следно. Иако овде имаме уште цел еден циклус во меѓувреме, односно од 2026 година ние имаме следно дно кое што го очекуваме негде во крајот на 2026 година, почетокот на 2027 и уште еден циклус до 2029 година од 3 години. Следниот циклус повторно се поклопува со што? Со истото ова мерило. Погледнете. Само секунда. Значи, ние имаме, ако веќе го следиме овој формат на биткоин халвинг циклусот на 4 години, дното кое што треба да го добиеме во 2026 година, во следниот циклус треба да биде во 2030 година. Така. 2030 година, овдека нас не стои 2032, што значи дека генерално 32 би било кога? Би било халвингот. Односно, овдека се совпаѓа со халвингот на 2000 и тоест ова е кој ќе му дое петиот циклус, шестиот циклус на биткоин и овдека така речено историски погледнете. Ова е исто така многу блиску до халвингот кој што бил во 2024, ова е 2032 халвинг, што пак на некој начин би било добро време да се купи, затоа што очекуваат дека до 2034 година би требало да продадете. Следниот циклус би завршил негде во ноември 2033 година, односно точно пред почетокот на 2034, што повторно гледаме дека оприлика се подудира со така речено овој биткоин циклус. Сега, како тоа ќе изгледа, останува да видиме. Ова е само една интересна теорија која што сакам да земеме во превид, затоа и јас го направив овој чарт, иако овдека не е, пак ќе речем, најјасен во однос на биткоин, затоа што биткоин е многу млад на пазарот. Повторно имаме прилика идеја да видиме што понатаму не очекува, со тоа што за жал овој циклус веќе беше на некој начин обезбеден како информација од 2023 до 2026. Следниот кој што би можеле да очекуваме, значи зборувам како овие максимални, би рекол макро циклуси, би бил во 2032 година, што значи дека ние овој циклус во меѓувреме едноставно го немаме. Така. Тоа не значи дека нема да се случи, но како што можеме да видиме, овие мали скокови на пазарот не секогаш се регистрирани, тоа го забележавме и овде. Така, значи не е секоја жолта боја почеток, ние имаме ситуации каде што имало и други почетоци кои што не биле обележани со оваа година, така речено на почеток, овој и многу други се овде ќе имаме уште еден, така. Идејата е дека овие мини циклуси од 4 години не можеме да очекуваме дека целосно ќе совпаѓаат, но пак ќе кажам ова е интересна идеја и затоа ја оставив како чарт. Ќе имаме и понатаму, ќе анализираме и ќе ни даде на некој начин уште поинтересна идеја или да речам добри показатели за што потенцијално би очекувале во следните макроциклуси. Така да ова ќе биде уште еден посебен чарт, тоа е Bitcoin Trich чартот, кој што ќе го чуваме и ќе го додадеме на Facebook профилот, а тоа е само за оние кои што потенцијално не знаат. Сите наши чартови може да ги најдете на нашиот Facebook профил во посебен пост кој што е пин ставен на самиот врв на самиот канал, само да ви покажам каде. И овде ќе може да најдете сите наши чартови кои што ги имаме и нормално да ги погледнете за себе, значи тоа се супер чартс. На овој пост може да ги најдете сите чартови кои што ги обработуваме, овде ќе биде додаден последен Джордж Трич, односно макро чартот за оваа календарска економска представа на циклусите.
и на тој начин ќе може да го следите и овој нов чарт кој што го додадовме на нашите чартови кои што постојано ги користиме. Ова беше кратко видео, се надевам дека ви се допаѓа, нема нешто многу повеќе што да се зборува, но идејата е дека генерално оваа идеја на некој начин и го потврдува тоа што ние постојано го зборуваме, дека сакале или не, генерално економијата е циклична појава, и ако земеме да посветиме повеќе внимание на минатото, ќе видиме дека навистина многу често овие циклуси се повторуваат и може многу да се научи во однос на овие бидејќи временски повторувања за тоа кога е паметно да се инвестира, кога не. Нормално, ова не може да ви биде единствен инструмент, тоа би било голема грешка. Ова е само дополнителен инструмент кој што можеби на долг рок ќе може на екстремно макро ниво да ни помогне дополнително да имаме представа што и кога би очекувале во однос на циклусите и ќе го земеме како таков во одредување на дно и врв на самите циклуси на биткоин, кои што нас не се нормално најбитни. Се надевам дека научивте нешто, како и секогаш се што бараме од вас за оваа бесплатна материја за едукација на македонскиот народ, да ни помогнете истата да ја споделиме што повеќе. Односно се што бараме од вас за нашата работа е да ставите лайк, шер, субскрайб, комент и да ги споделите нашите материјали и на тој начин да дојдат до што повеќе македонци и што повеќе македонци да бидат финансиски писмени и свесни за промените кои што доаѓаат посебно во блокчейн крипто сферата. Поздрав до следното видео од CryptoGameG.